Охридскиот Црвен крст успешно заврши уште една обука за спасувачи на вода. Колку кандидати ги помина обуките? Безбедни ли се водите во Македонија? Вешти ли се спасувачите? Сет само дел од темите кои што утрово ги отвараме со нашиот соговорник. Велиме добро утро за Сашо Точков од Охридскиот Црвен крст, кој што го имаме на Skype. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам за одвоеното време за гостување во утринската програма. Добро утро, поздрав на вашата екипа и на сите ваши гледачи. Оно што треба да го споменеме дека теоретски и практичен дел практично можеа да поминат кандидатите за време на обуката која што ја спроведуваше Охридскиот Црвен крст. Колкав беше интересот, колку кандидати ги помина обуките? Црвен крст секоја година негде пред почетокот на туристичката сезона, официјалниот почеток во месец јуни организира обука, курс за спасители на отворени води, таков е и центарот во Охрид за безбедност на вода, кој што собира се она што е заинтересирано од млади луѓе над 18 до 35 години да се стекнат со овие вештини за спасување на вода и за излекување на давеници и секако укажување на прва помош. Секоја година имаме обука која што за жал последниве десетина години е со многу послаб интерес од страна на младите, значи имаме по двоцифрен број на кандидати, околу 15 кандидати сме имале пред 3 години. Оваа година, верували или не, имавме само 7 пријавени кандидати, од кои што еден се откажа, двајца не ги исполнија стандардите на Меѓународната асоциација за безбедност на вода и само 3 кандидати успешно ја завршија обуката за спасител на вода и веќе и тие се подготвуваат за почеток на работа, односно за ангажирање на капалиштата на Охридското крајбрежје. Господине Точков, кога зборуваме токму за овие обуки, како точно изгледаше оној теоретски, а како практичниот дел од обуките за спасување на вода и какви вештини се стекнуваат во рамки на самите обуки? Обуките се организираат под критериуми и стандарди на Интернационалната федерација за безбедност на вода, ИЛС, во која е и членка и Црвениот крст на Република Македонија и кој што навистина има доста ригорозни критериуми кои што ние гледаме да ги спроведуваме, ги водат национални инструктори за безбедност на вода на Црвениот крст и секако на тие обуки спасителите стекнуваат вештини за излекување, за помош на оние кои што ги користат капалиштата за укажување на прва помош и овие вештини кои што ги стекнуваат и лиценците, односно сертификатите кои ги добиваат, се меѓународно признати на секаде во светот. Можда е тоа и една од причините што голем број на наши спасители во 2015-14 година сме ги имале преку 400, сега работат на некои други капалишта во Австралија, во Америка, во Грција, во Хрватска, значи во Шпанија, во Италија. Имаме доста наши спасители кои што се таму на работа, со кои што комуницираме. За жал, интересот за овде, за работа овде и за обуките поврзано и секако со економската ситуација во државата е се помал, но не само тоа. Морам да спомнам дека и целиот амбиент во државата, образовниот систем, социјалните мрежи, начинот на живење на младите се дел од факторите, но еден од круцијалните фактори за тоа секако е државата и локалната самоуправа, која што на наши апели, повици за препознавање на безбедноста на вода како еден многу важен фактор за зголемување на бројот на туристи, пред се затоа што нудите безбедно движење на капалиштата, безбедно користење на капалиштата, за жал не вроди со плод. Ево до денес ние немаме место, локација, простор каде што ќе биде центарот за безбедност на вода во Охрид, каде што одма ќе може и брзо и ефикасно и навремено да се интервенира и да се реагира од страна на спасителите, а тој центар, секако тука е примерот на нашата планинска спасителна служба која што функционира во рамки на Црвениот крст и која што има свој центар, значи направивме центар со помош на Европската унија, значи да не шира многу, центарот за безбедност на вода
кога би постоел на одредено место, би бил свратиште, стечиште на многу млади кои што ќе ги анимираме, ќе имаат желба не само да ги стекнат вештините да научат, туку и да се дружат, да разменуваат искуства со нивните колеги од странство, така на. Но добро е да потенцираме дека оние кои што сакаат да работат, можат да работат и се ангажирани платено на капалиштата во Охрид по завршувањето на обуките. Така е, ние веќе започнуваме од 1 јули и официјално со распоредување на спасителите на капалиштата на Охридското крајбрежје, пред се на оние капалишта кои што имаат своји на некој начин во наводници собственици, односно концесионери, тоа се поголемите хотели, Охрид, Метропол Белви во Охрид, Градиште, Свети Наум, Љубаништа, Кампот, значи тие плажи ќе бидат безбедни и ќе бидат обезбедени со спасители на вода по сите стандарди на европската регулатива. Но оние капалишта кои што се не можам да кажам неуредени, но кои што ги стопанисува локалната самоуправа, за жал оваа година, барем досега немаме никаков повик, никаков контакт од страна на надлежните во локалната самоуправа за да се организираат, ако ништо друго, барем некој вид на целодневни патроли од копно и од вода, кои што ќе бидат во интерес на капачите кои што ги посетуваат тие плажи. Морам да спомнам дека со спасителите на вода оваа година и минатите години одат во пакет некако и парамедици кои што се потполно обучени за реанимација, за укажување прва помош и кои што ќе бидат како припомош во оние најфреквентни денови во текот на летната сезона. Радува фактот што го споминавте дека на поголем дел, односно оние најпознати плажи во Охрид, поголемите плажи ќе има секако спасувачи на вода. Оно што ни интересира дали расте или пак се намалува бројот на кандидати кои што низ години веќе ги поминуваат самите обуки. Каква е вашата статистика? Дефинитивно се намалува бројот на кандидати кои што се заинтересирани да ја посетуваат обуката и да се стекнат со вештини за спасување на вода, со една благородна професија која што ќе им користи во целиот живот. За жал тоа е така и ги спомнав факторите кои што се повеќе на број, но на кои што за жал, освен ево некои ентузијасти во Црвениот крст, ниту државата, ниту локалната самоуправа сака да ги види и сака да ги препознае и сака да ги реши. Но ние не се откажуваме, продолжуваме и понатака оние ресурси кои што ги имаме ќе ги искористиме за да можеме да понудиме и да покажеме дека капалиштата каде што се спасителите се безбедни. Тоа го покажуваат и статистиките. Кога ќе видите наназад години од 2005 година, ние активно почнавме да вршиме обуки за спасители на вода и почнавме да ги на некој начин организирано упатуваме спасителите на местата каде што е потребно на фреквентните плажи. Од 2005 година ние немаме ниту еден случај со смртен исход на капалиште каде што има спасител и на делот каде што делува спасител. Значи тоа е согласно законската регулатива во нашата држава, тоа се капалишта кои што се уредени, водената површина е ограничена, односно обележена и на таа водена површина делува спасител. Во зависност од големината на водената површина, толку спасители и се ангажираат во зависност секако од големината на плажата. Значи ние сме имале за една сезона негде околу 15 до 20 интервенции за излекување и спасување на давеници, што пасивни, што активни. Значи само во една сезона 15 до 20 лица спасуваме во овие наназад 20-30 години. За жал се уште немаме, како што кажав, препознавање од страна на државата и вложување во овој сегмент, посебно во туристичките региони, да се најде начин да се обезбеди простор каде што ќе биде центарот за безбедност на вода и од каде што ќе може лесно, ефикасно и брзо да се делува. Споменавте дека бројот на заинтересирани млади кои што ги поминуваат обуките се намалува низ годините, но сепак ги има. Има ли одредени предиспозиции или предуслови кои што треба да ги исполнува или квалификации и квалитети кои треба да ги поседува одреден кандидат за да може да биде вклучен во самите обуки? Секако дека во самиот оглас за пријавување
прво се потенцира на возраста од 18 или од 17 до 35 години, а потоа на психофизичката подготвеност и секако желбата да се бави со ваква професија. Првиот ден пред почетокот на самата обука, значи на самиот почеток на обуката, спасителите на вода имаат прелиминарни тестови кои што се од технички карактер, значи пливаат на 50 метри, односно на 100 метри, нуркаат на 50 метри, за да се види за кое време тоа го прават, какви се нивниот стил на пливење, дали правилно пливаат, дали можат брзо да стигнат до одредено место, излекуваат одредена кукла, фантом од водите, значи сите тие се предиспозиции кои што морат да ги исполнат пред почетокот на обуката, за да можат да ја започнат таа обука. Обуката е практичен и теоретски дел, како што кажавте, во текот на целиот ден, 8 дена трае за отворени води, на крајот се полага испит, завршен испит, кој што е со писмен дел и практичен дел, значи теоретски и практичен дел. Навистина, не сакаме во овој дел никако да импровизираме и покрај малиот број и недостатокот на спасители, како што кажав на почетокот, од 7 спасители, еден се откажал, а 2 не успеа да го завршат овој курс, ова обука, не успеа успешно, односно не успеа да ги положат сите дадени задачи од страна на националните инструктори. Господине Точков, има ли жени спасувачи на вода во Македонија и каков е бројот на мажи наспроти жени спасувачи на вода пропорционално? Значи, секако заинтересирани и жени, не можам да кажам последниве години, но негде околу 2010 до 2015 година имавме 7 жени спасители на вода кои што ги успешно положија и работаа на капалиштата на Охридското езеро. Денес немаме ниту една пријавена во оваа обука што ја завршивме, ниту минатата, ниту предминатата година. Значи, последните 4-5 години немаме жени кои што се заинтересирани и бројот на спасители кои што се мажи е доминантен. Споминавте во текот на разговорот дека на капалиштата каде што има спасувачи на вода, за среќа нема смртен исход, давеник со смртен исход, што е секако добра информација, но она што ме интересира, имајќи го предвид искуството изминативе години, почнуваат ли сериозно да се сваќаат водите? Дали сме поодговорни кон средината во која што престојуваме на летен одмор ние како граѓани? Секако дека свеста се зголемила од вака споредбено, ќе кажеме од 2005 година до денес, свеста е повисока и кај самите корисници на капалишта и кај концесионерите и оние кои што ги стопанисуваат капалиштата. Многу им е важно на гостите да им понудат безбедни капалишта, затоа што странските гости особено прво тоа ги интересира колку се безбедни. Морам да кажам дека односот на странските гости и нашите гости во однос на развиеноста на свест за ова прашање е различен. Странските гости, кога ќе дојде фамилија со деца на луѓе од страна, зборувам од европските земји, тие прво одат кај спасителот и кажуваат дека има деца и дека очекуваат да се внимава затоа што не се непливачи. Кај нас тоа не се прави, нашите луѓе во наводници све знаат, не треба никаква помош, се прават мангупи на некој начин, да не бидам вулгарен, но свеста се зголемува и се повеќе и повеќе имаме луѓе кои што ги користат капалиштата и кои што ги ценат и препознаваат услугите на спасителите на вода и се повеќе и повеќе отворено, без срам бараат помош, затоа што не е срамота да, ако не знаете да пливате или не сте вешт пливач, да кажете дека влегувате во вода. Доколку влегувате во вода, секако да ги почитувате оние препораки кои што ви ги дале спасителите, тоа е да не влегувате веднаш после оброк, да не пиете алкохол и влегувате во вода, не седите на сонце постојано и да без разладување влегувате директно во вода. Значи има некои препораки кои што навистина треба да се почитуваат.
Господине Точков, има ли доволно спасувачи во Охридскиот регион конкретно, бидејќи последните податоци говорат дека голем број од спасувачите на вода се заминуваат на сезонска работа во странство, каде што заработуваат дури и 3 пати повеќе? Доволен ли е бројот на оние кои што конкретно еве останаа во Охридскиот регион? Сега за сега, каква е сега ситуацијата со капалиштата во Охрид, можеме да излеземе во пресред на оние кои што бараат спасители, каде што има концесионери легално правно, каде што можат да бидат спасителните служби. Во случај да сите капалишта како наназад години што беа преку 30 капалишта кои што би имале потреба, тогаш бројот на спасители нема да биде доволен. Сега обслужуваме негде околу 10 капалишта на Охридското, 10 плажи на Охридското крајбрежје кои што имаат дозвола или не знам како да кажам, концесионерство за работа. И во текот на разговорот неколку пати споменавте дека голем дел од спасителите кои ги поминале обуките на Црвениот крст работат на водите ширум светот како спасители, тоа значи дека не се врзани за никаков договор по завршувањето на обуките, дека мора да останат да работат тука? Не, тие се врзани со договор, 3 годишен договор кој што работат, меѓутоа наназад години, како што кажав, бројот на кандидати за обука за спасители е се помал, така да и оние со 3 години ние ги имаме, токму тие спасители работат, оние што завршиле пред 2 години, ова им е 3-та година која што ќе работат. Секако се обврзани, имаме и луѓе кои што завршиле и пред 7-8 години и кои што имаат желба и работат како спасители на вода, но можноста кога ќе им ја дадете за после тие 3 години од ангажман овде да одат во странство, навистина искористуваат, особено последните години каде што се нуди, ние комуницираме и со колегите во Хрватска, со колегите во Шпанија, во Италија, каде што бараат од нас спасители и нудат повисоки примања секако. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро, можност да ја отвориме оваа тема, да продискутираме за нешто што е особено важно во текот на летната сезона, безбедноста на нашите капачи и за сите актуелни проблеми кои што се поврзани, се разбира, со целата оваа приказна. Сашо Тошков го имавме од Црвениот крст Охрид.